Денеша наш гостин во емисијата програма Наградовите во живо е министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. Добар ден и добро ни дојдовте во емисијата. Добар ден, драго ми. Како министер за локална самоуправа и воопшто министерството, сте една од алатките каде што можеби се наоѓате на една медја каде што се барањата на општините и реалните можности. Може ли да ни кажете, можеби тоа е една како велиме, по-генерално прашање, меѓутоа реалната состојба каква е? Јас прво, да не речем една ексклузивна вест, веројатно кај вас во Десковот е веќе примена. Министерката за култура од Брисел ни јави дека Скопје е избран за Европска престолна на културата во 2028 година. Кога говориме за општини, нели една добра вест, еден добар повод и за државата, но особено за градот, едни можности кои да особено објектите од културата до тогаш да ги преуредиме, да ги направиме европски и да припаѓаме на европскиот свет. Па навистина сега оваа тема и оваа вест како што ја кажавте, можеме да се пренасочиме со прашањето и темите навистина. Со тоа што ме прашувате не кореспондира, меѓутоа навистина сме радосни и мислам дека Скопје заслужува да биде град одбран за да биде престолнина, европска престолнина, меѓутоа тука и си ја носи задачата како што видиш. Да, има и обврски, тоа за да се подготвиме, но добро, тука тоа ќе биде задача на сите и во влада, и во градот, и во општините во градот, во локалната самоуправа. Локалната секако. За да овие проблеми што сакате да разговарате до тогаш подобро и ги разрешиме. Па и да се забрзаат во реализирањето. Да општините добијат и повише финансиски средства, повише надлежности за да можат да управуваат, за да ги средуваат средините во насока која граѓаните очекуваат. Добро, ке ни кажете ли каква е вистинската слика? Добро, вистинската слика не е најрозова, но зависи од општини до општини, од региони до региони. Ние имаме многу успешни примери да спомнуваме, каде со голо око се гледа дека општината добро функционира, Кавадарци, Карпош, општина Центар. Ако набројувам некој, ќе изоставам неоправдано во моментот што не можам да се сетам, но има и општини каде што од објективни, но и од многу повеќе од субјективни причини работите не се придвижуваат. Затоа ние во подготовките за натамошната децентрализација работиме на еден модел на асиметрична децентрализација, бидејќи постојат општини кои ги абсорбирале функциите и ги исполнуваат, но има општини кои и досега дадените надлежности не можат да ги исполнат, па ќе одиме некои општини да добијат повеќе надлежности и да вршат надлежност за некоја друга соседна. Тоа е оној проект што се вели за еднаков регионален развој, меѓутоа нееднаков ќе биде во распределбата на буџетот, бидејќи навистина за некои општини се потребни капитални проекти каде што се за малку жители, а голема инфраструктура е неопходна, која ниту државниот, ниту општинскиот буџет може да ја издржи, но тука се затоа е оваа борба за уставните промени, за уште еден исчекор кон Европската унија, кон пристапот до тие фондови каде што они помагаат за пеглање на тие диспаритети, за да се постигне едно ниво на задоволителен стандард на живење во околината.
Ја споменавте децентрализацијата. Долги години, наблизу ке напред за некоја години, 20 години. Да, од 2005 се применува. Се применува и се има чувство дека оди тоа некако многу споро, многу гломазно, меѓутоа сепак сигурно една комплексна, сите знаеме дека една комплексна задача и со она ќе се надоврзам, не може во сите општини, значи се си поведува едно со друго во низа каде што навистина не може се да се реши, меѓутоа сакам да ве прашам, тоа и влијае нели на директното живење на секој граѓанин, па граѓанинот во локалната самоуправа си ги бара сите оние потреби и се она што мора да го заврши како работа, меѓутоа на иницијатива на народниот правобранител, значи имаше една дебата во Штип, сеја дебата ќе ја наречам, каде што навистина па и неговата иницијатива и неговата работа ќе влезе се во служба на граѓаните. Неговиот ангажман е добреден за нас како Министерство за локална самоуправа, бидејќи тој ги добива представките од граѓаните. Ние, Уставниот суд, ревизијата, инспекторатите сме надлежни да ја следиме законитоста на функционирање на општините. А тој ни ги дава забелешките што граѓаните во секојдневниот живот во функционирањето на локалната самоуправа ги воочуваат и тие укажувања ни се потребни каде перцепцијата да ја вниманието каде да го насочиме кон кои сектори. Гледајте. Па и некои недоследности можеби во работата. Апсолутно, да речеме ние сме во една, не да речам конфликтна од аспект на конфликт, но контроверзна ситуација. Ние мора да одиме уште еден чекор во децентрализацијата, значи општините да добијат уште надлежности, а анализите покажуваат дека и овие не ги исполнуваат со потребниот капацитет. Да речеме, нели актуелни се дивоградбите. Сега владата има еден жежок костен што да прави со дивоградбите. Урбанизмот е целосно децентрализиран во рацете на општините и општинските инспектори. Тие не си ја завршиле работата, никнале дивоградби, луѓе живеат единствено место на живење и сега некој треба тоа да го реша. Тоа говори дека во тој домен грото од општините надлежноста не си ја прифатиле односно не ја исполнуваат целосно. Ненавремени дупови, неквалитетни дупови, не на времена контрола на теренот никнуваат. Ние дивоградбите ќе видиме кои ќе станат. Има тоа покажува дека недоследности многу е можеби тежок збор, меѓутоа треба измени во законот? А не, видите се, ние не може да се враќаме назад. Значи, ние мора да одиме кон... ова произлегува од непочитување на законската работа. Непочитување, неспроведување, несоодветен ангажман и внимание кон проблемот и спомнав ја еден сегмент. Во сите сегменти, ако почнеме да ги анализираме, ќе воочиме такви проблеми, а од друга страна нашиот европски пат налага уште повеќе децентрализација. Мора да се работи на јакнење на капацитетите на општините. Партизацијата во нив. Популизмот кон граѓаните. Споменавте, меѓутоа, конкретно каде треба јакнење? Во кој генерално или процентуално? Гледайте, не можеме само законски тоа да го правиме. И граѓаните треба си ја преземат одговорност. Кога бираат, треба да знаат што бираат. Кај на што случува? Или едните или другите. Кој да е кандидатот, гласаме партиски, а не гласаме за кој ми влева доверба дека тоа што го говори или како личност дека може да го исполни тоа што се очекува. Добро, како министерство преку Бирото за развој на регионален развој веќе
не веќе него имате, вложувате во низа проекти, повеќе од 100 годишно. И што покажува на терен сликата, каде најмногу пак ќе испадне дека во руралните средини во оние региони или Не, бирото е создадено да ги пегла тие диспаритети. Меѓутоа, обемот на средства со кои бирото располага е мал за да може ние да постигнеме видливи ефекти. Сега тоа се надополнува и со други државни проекти, да речеме автопатиштата што ќе гради Бехтел, тие не влегуваат во овој тип програми, бидејќи се многу покрупни, но придонесуваат цели региони да заживеат, да луѓе се движат таму, да можност за местните граѓани да отворат некакви сервиси, бизниси, услуги кои ќе им ги даваат на луѓето кои тука ќе патуваат. Мора со една синергија на сите фактори, општините, бирото што велите, владата да тие состојби ги анулира. Македонија е сериозно заостаната држава. Сега, имајќи прилика да одам по терен, особено во руралните општини, имате села кои затоа што нема пат, жителите се иселуваат, но таа километражен автопат за неколку жители, а без можност да ги вратите, бидејќи не ги задржува граѓаните во малите места само инфраструктурата. Битна е, несомнено така. Приватната иницијатива. Ќе се развива бизнис, ќе се вработуваат луѓе, ќе се заживува регионот, или ќе биде само викенд населба за оние што сега вие како личност кој што навистина ве прашувам и како министер, меѓутоа и претходно како градоначалник на Скопје ве прашувам од аспект дека мислам дека се е сконцентрирано во Скопје и сега наеднаш државата Тоа не е само проблем на нашава држава, значи тоа е светски проблем. Во метрополите побрзо се развива, повише можности и луѓето таму пристапуваат затоа што имаат секаков тип можности. Единствено Словенија отиде во еден друг тип развој, но она уште и во поранешна Југославија, во социјализмот, така се развиваше, луѓето останаа да не речам во селата, во помалите места, со лесни пристапи до работни места, но пак ќе дојдеме до тоа, можностите, бидејќи Словенија беше поразвиена, да ги развива тогаш не се викаше бизнис, но економски да се развиваат тие места, тие успеа да се сочуваат. Во Радовиш имавте една убава, треба да се пофалиме како држава. Во проектот за она што велиме енергетска мал, но многу ефикасен проект, благодарение на тоа што градоначалникот е заинтересиран за такви проекти. Правиме 400 киловатна фотоволтаична, да не речем централа, но поставуваме фотоволтаици, со кои општината Радовиш, Моноспитово и Конче ќе добијат заштеди на годишно ниво од трошење на енергија или на грејењето во училиштата и во салите, заштеда од 400.000 евра, кои ќе можат да се пренаменат, да ја употребат за други. Но они одат и чекор натаму со вториот проект што го правиме со Европска Унија, не само произведуваат струја, туку и вградуваат топлински пумпи. Грејењето од нафта го менуваат на многу економично, кое со таа енергија што ќе создаваат фотоволтаиците ќе лади и ќе
ќе грее и околината ќе добие. Па тоа е економски, еколошки, Еколошки, наистина. ние како држава добиваме, затоа што ние таа струја ја увезуваме, сега бесплатно ќе ја добиеме. Ќе ја произведуваме. Многу голем бенефит и јас и таму реков, ете и тоа што го правиме во Радовиш е уште еден доказ зошто побрзо уставни промени, зошто побрз исчекор кој Европската унија. Ние сами тоа нема што го да направиме. ги собереме бенефитите од Европската унија. Зачнавме многу теми, времето многу брзо Добро, ќе дојдеме по пак. континуитет на вистина ќе треба да ни доаѓате затоа што можеби некако и етапно ќе ги кажу. Добро, мене ова ми е, како да речем, домашна средина, многу често како градоначалник гостував овде на овакви теми и пријатни спомени носам од тоа време. Драго ми е што така ве подсетивме. Нас ке ни биде уште подраго навистина почесто да се гледаме се со единствена цел, како што се вашите проекти, да ги информираме граѓаните и да им кажуваме и да им укажуваме можеби на нивни грешки, не е се И да направиме нешто за нив. Во секој случај и ние работиме за нив. Да. Уште еднаш ви благодарам.